Денеска се одбележува Меѓународниот ден за заштита на децата. Во Македонија во пораст е бројот на случаи на педофилија и семејно насилство врз децата, велат последните податоци објавени од детската амбасада Мегеши. Според првата детска амбасада во светот, многу од жртвите и не ги пријавуваат случаите, затоа што сторителите се нивни блиски. Минатата година, според податоците на СОС телефонот за деца и млади, 62 деца биле жртви на насилство во семејството. Најголем број од децата биле жртви на физичко, психичко насилство и негрижа. Надлежните предупредуваат и на се поголема појава на меѓуврсничко насилство. Исто така голем проблем кој остава многу, да речем, непријатности, траги, нели ефекти негативни врз детето, меѓутоа и тука и семејството, секако и врз училиштата и така натаму. Причината е заради тоа што треба да се воведуваат овие, нели, како можда наставен предмет, можда како вон наставни активности за овие работи за кои зборував претходно, за да може да се првен откриваат, детектираат. Децата се запознати со своите права, вели Кочанковски, но не е доволно тие да се знаат само како прописи. Децата ги знаат своите права, повеќе отколку порано. Меѓутоа, јас обрнав внимание на тоа дека не е потребно само знаење на детските права како прописи, како знаење, како, не знам, оние кои се во Конвенцијата на детските права. Многу поважно е нивното практикување од страна на децата. Нели? Практикување, активно вклучување, нели? Да бидат и промена на нивните ставови. Нели? Сме сведоци дека се уште има големи предрасуди постојат кај децата, големи стереотипи за различни области на живењето. Со ваквите начини на обуки, тренинзи, работилници, значи, целта е да се надминуваат тие, значи, да се формираат нови гледања, нови ставови, нови вредностни системи, нови вредности. 1 јуни во 1949 година официјално е прогласен за Меѓународен ден за заштита на децата во светот и оттогаш се одбележува во светски рамки.